после мапсењето на Љубе Бошковски имаше емисија. Едночасовна емисија. Изживување врз судбината на Љубе Бошковски. Час време. А во текот на вчерашниот ден, нито една информација дека тој што е прв на врв на пирамидата на аферата Титаник, бившиот министер за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, била на распит кај истражниот суди. Нито една снимка не пуштивте. По логиката на нештата, од тие 14 милиони евра кои што уплаќаат во буџетот на МРТВ преку радиодифузната такса, не се сите ВМРО-вци во оваа држава, па да мислат како вас. Ајде вие тамо ве одбрале послушници од ВМРО, ДПМН и од ДУИ. Сте се договориле, толку ќе има од ВМРО, толку ќе има од ДУИ, ќе слушаат политиката на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Ама вие го должите тоа на овие другиве кои што го уплаќаат тој надоместок од 190 денари. И навистина не случајно го потенцирав ова во моето воведно излагање. Вие сте промашиле институцијата на која што сте дошле денес. Ниту еден одговор не дадовте на опозицијата. Зошто цитирате членови од законот кои што немаат врска? Само да се прогласите ненадлежни. И вие сте единствениот човек во оваа сала кој што со минути ги брои го брои редоследот на претениците час поскоро да заврши оваа дебата. Госпоđo Кленчарова, не сме само ние од опозицијата и мнозинството граѓани кои што ви укажуваат дека јавниот радиодифузен сервис е претворен во партиски сервис на ВМРО ДПМН. Ова, почитувани граѓани, е дел од извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Во него госпоѓа Кленчарова се цитира, вие тоа многу добро го знаете и затоа се обидовте да се браните со молчење под наводници. Најголемите телевизиски канали со концесија за емитување на национално ниво ги набројува, вклучително и МРТ, јавниот радиодифузен сервис, се наклонети кон власта и известуваат селективно за активностите на опозицијата или граѓанското општество. Ова госпоѓо Кленчарова се вика директно во чело. Затоа немате одбрана, затоа молчите. Многу е лесно да кажете, овие од опозицијата лупаат, не знаат што зборат. Ама тие кои што го следат напредокот на Република Македонија, тие директно ви посочиле. И затоа треба си да си поднесете оставка. Сите сонуваме дека еден ден ќе бидеме полноправна членка на Европската Унија и на НАТО. Ама не со вакви извештаи. Значи, тие од Европската Унија, господјо Кленчарова, многу пати говорам од оваа говорница, овој извештај го напишаат десничарите во Европа, тие што се дружат со Груевски. Тие неговите пријатели ова му го кажаат директно во очи. Дека радиодифузниот сервис, македонска радиотелевизија, наместо јавен дифузен сервис од национален интерес, кој што треба да ги застапува интересите на сите граѓани на Република Македонија, известувал селективно за активностите на опозицијата, пазете и граѓанскиот сектор, но бил наклонет кон владата и проектите на владата. Не ли чувствувате морална одговорност? Барем ќе почитував да излезете на оваа говорница и да кажете, окей, Европската комисија го напишала тоа што го напишала, а ние како совет или советот на Македонската радиотелевизија или тамо тоа тело на кое што вие сте начело, барем јавно да кажете, окей, сите тие забелешки ќе ги нотираме, ќе расправаме на програмскиот совет, ќе сугерираме на партијата на власт дека ова што се прави не е добро. И овој трик што го прави владата, не поминува кај граѓаните. Владата ви дава негативен извештај за финансискиот план, не баре ние пиеме нафта овде пратениците и граѓаните, се со цел некој од пратениците од ВМРО да каже, па еве, гледате, радиодифузниот сервис е независен и владата дава негативно мислење по однос на финансиски план. Срамота. Срамота. Должите за струја, должите за вода, должите за топлинска енергија. До кое дереđe ја донесовте Македонската радиотелевизија? Срамота!
собирате 14 милиони евра по присилен пат од граѓаните, кои што не сакат да го гледат тоа што е сервис на ВМРО ДПМН. Се доведувате во ситуација од 20 на милиони евра да должите за вода, за парно, за струја. Срамота. И затоа, почитувани граѓани, со право опозицијата укажува овие 2 дена, а власта нема одговор, особено представниците од МРТВ. Колку сме биле во право дека Македонската радиотелевизија не е сервис на граѓаните на Република Македонија, туку Македонската радиотелевизија е партиски сервис на ВМРО ДПМН, тоест партиски сервис на власта. Благодарам.